Колега Панчо Минов, јас во една прилика ви кажав, жалам што вие веќе немате можност ниту едни партиски ставови да браните. Бевте од една страна, од друга страна, бевте во гром, сега не знам ни дали вие самиот знаете, но да се вратиме малку на оваа тема. Вие сте можеби повеќе од мене запознат со економија, јас со здравство, но еве за несреќа на сите граѓани на Република Македонија, овие две теми некако се споја, па токму заради здравствената криза и неспособноста на владеачкото мнозинство, во кое што најголем процент е СДСМ, ако вие сметате дека јас тука партиски поени собирам, тоа е факт. Заради тоа имаме и економска криза. Сега по однос на законов за кој што зборуваме, во воведот на самиот предлог закон стои дека измената се прави со цел да се олесни работењето на општините во време на COVID-19. Значи, јавеа тука и мојата тема здравство. И сега рековте неоснованост и контрадикторност. Знаете што е неоснованост и контрадикторност? Со претходните 4 анти-ковид пакет мерки за справување со ковид кризата, ветувавте 1,2 милиарди евра дека ќе дадете на економијата за да се справи со ковид кризата. Благодарам. Само 350 милиони евра има добиено економијата. Каде се останатите? Лозанов... Олга Лозановска има збор, повелете.